Продолжуваат маратонските рочишта за 27 април, па судењата за случувањата во собранието траат по 10, 12 па и 15 часа. Вчерашното рочиште траеше повеќе од 13 часа, додека тоа во вторникот само за 1 час помалку. За 2 дена неделава обвинетите 25 часа беа на судење, што е невообичаено на судската практика, но и за Европскиот суд за човекови права во Страсбург, каде има повеќе присуди за вакви случаи. Со пролонгираното времетраење на рочиштето, а по завршувањето на работното време на судот, сметаме дека се постапува на штета на обвинетите во постапката, со тоа што се врши повреда на нивното право на адекватно време и простории за подготовка на одбраната. За долгочасовните судења за случајот е нотирано и во извештајот на Хелсиншкиот комитет. Судот треба да води сметка и за ефективноста на постапката, односно да не заседава во маратонски рочишта кои ќе траат повеќе од еден работен ден, без да има особено оправдани причини за тоа и да им овозможи на страните во постапката да имаат време за одмор и за подготовка и за наредните рочишта. По неколкуте реакции за времетраењето на рочиштата, пред 10 дена се огласи судиката која го води предметот. Според Добрила Кацарска, расправите биле во согласно со Конвенцијата на Европскиот суд и правото за судење во разумен рок. Обвинителката Вилма Русковска пак смета дека може би се чинело дека судењата траат предолго, но само така можело во најкратко време да се утврди дали 33-цата се виновни за делото кој им се става на товар. Невладините предупредуваат дека маратонските рочишта може да придонесат за повторување на судскиот процес.